Боксерската федерација на Македонија денеска ги поздрави 4 мерки за подршка на спортот во Република Македонија, кои вчера ги најави председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, посебно мерката директно буџетско финансирање на спортови кои немаат своја организирана лига, која се однесува токму на боксот. Од создавањето на Република Македонија, од осамостојањето па и претходно, не се памети мерка која што ќе помогне толку многу на спортот, посебно за боксот, како она што беше најавена вчера од председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Според мерката, односно третата мерка од програмата за спорт, што ќе започне 2017 година, најавата е дека 700.000 евра ќе бидат одвоени од директни буџетски финансирања за спортови кои што немаат своја лига. Станува збор за боксот, кој што од некои причини до пред некое време стагнираше во својот развој, но затоа со промените во раководството, со новиот управен одбор, надзорен одбор, заменик председатели и председател на Боксерската федерација и се разбира со помош од владата на Република Македонија, се планира издигнување на боксот на пиедесталот кај што го заслужува своето место. Златков посочи дека во моментов во федерацијата имаат 16 боксерски клубови кој број очекува да се зголемува. Ќе имаме квалификационен турнир, кој што турнир ќе одреди кои 8 ќе одат во прва лига, кои 8 ќе останат во втората лига. Втората лига ќе биде поделена на исток и запад, кои што во меѓусебен турнир, односно првите од исток и првиот од запад ќе бидат преместени во првата лига во наредната година. Оние кои што се на дното на табелата ќе испаднат од втората лига, со што ќе имат шанса за понатамошно учество во втората лига во наредната година. Сите нови клубови кои што ќе сакат да земат учество во лигата ќе имат право на учество во втората лига, со тоа што на турнир ќе се одреди кои два најдобри клуба ќе заменат во втората лига. Според најавите на проектот, финансирањето на лигата ќе се одвива на тој начин што секој борач кој што ќе победи на надпревар ќе добие 350 евра. Секој пораз ќе биде 150 евра, за нерешен резултат боксерот ќе добие 200 евра. Дополнително ќе има финансиски средства за тренерите по 200 евра од надпревари за судии, делегати и лекари и по 100 евра за помошниот персонал кој што ќе учествува за време на надпреварот. Во 2017 година ќе се формира и македонска боксерска репрезентација која што ќе ја представува Македонија и ќе земе учество на сите турнири и ќе се бори за места на меѓународни првенства.